Ги добивме првите негативни коментари во врска поврзани со часот. По барање на моите ученички, значи поточно ученички, што беа денеска маскирани, славев денеска Халовин. Сега, јас имам некоја традиција, така, тоа ми е традиција да се маскирам во поп. Пошто ако ме видиш вака, најлесно да се маскирам ми е поп. Македонската конзервативна публика што учествуваше таму, поточно на една госпоѓа, што ние потоа дознавме дека усвари нејзиниот маж бил оригинален поп, не му се свигаше тоа. Јас културно се обраќав према неа и културно ја објаснав дека ова е забава, а не дека ние пропагираме нешто што е негативно или како и да е. Значи децата беа среќни, јас така шоев како грешен облечен, значи гледате на видеово. Сега вакви мене коментари и вакви негативни ефекти од било кој нема да спречат да се одржува часот и понатаму. Значи часот ќе се одржи и другата недела. Овој пат часот беше во присуство на полицаец кој на крајот рече дека све било во ред, значи имавме ние за дезинфекција, све се луѓето беа на растојание и гледате тие што не се децата на растојание се брат и сестра, другите деца се сите на растојание и вакви негативни, конзервативни, назадни размислувања нема да го спречат часот да се осварува. Знам многу од вас не оделите ова мислење, особено во делот кај што мене све ми е забава, знаете вие дека све мене ми е забава, значи јас сакам само да се забавам, тоа ми е најбитно. И многу од вас може и лично ќе го судите ова јас што го правам, ама пак ќе речам, сега сме 2020 година и ние како 2020 година мора да се понашаме како 2020 година. Сега ве оставам да ги гледате најинтересните сцени и сакам да кажам уште еднаш благодарност до децата што денеска беа претерано мирни и што слушаа све ја што кажав и што излековме и поуки доста од самиот час. Наталија. 3, 2, 1. Ана. 3, 2, 1. Ајде паткати, како се викаш? Јохан. 3, 2, 1. Браво. Ајде, голем аплауз за ние што сме маскирани. Станете ж бидејќи што сте маскирани, бе. Да видиме колку сме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ајде, голем аплауз што сме ние маскирани. Абе, голем? Абе, не слушам. Ништо, јас не слушам. Браво! Сите како дали се возрастни или се деца, можат да сгрешат, така? Само тој што не признава дека сгрешил, само тој е во криво. А ако признаеш ти дека си сгрешил, тогаш ти е простено, така? Пажливо слушајте ме сега, овие се битни работи. Ево, пример, Давид еднаш сгреши и јас му простив и плюс јаболко му дав. Кај го имало ова никад? Таму ти имаш јаболко. Јаболко, повелете. Ева и Петар добиваат јаболко, зашто секако тим. Бравос. Ја познаваат Шенка Голозова, да? Од каде ја знаеме ние Шенка Голозова? Мило ми беше, дали си поминавте убо? Дали сакате следната недела пак да држиме час? Дали сакате да држиме час пак?
вечер спать!